Во моментов патеката од кај мостот, ние така барем си ја нарекуваме, од кај мостот до некогашниот хотел Парк, една од најпосетуваните за рекреација. Значи ја користат буквално сите, и велосипедистите, и за возење на ролери, и за пешачење, за трчање. Значи баш си ја добија онаа права намена која што требаше да си ја добие. Сите оние кои што сакаат на чист воздух и сакаат да спортуваат, ја користат токму оваа патека. Истата се е во должина од 1600 метри, а се реализираше во 3 етапи и во моментов се завршува последниот дел или последната етапа од оваа патека. Покрај ова, во моментов локалната самоуправа реализира уште една, која што исто така ќе биде многу атрактивна. Станува збор за патека која што води до Билјанините извори. Истата, како што напомена и градоначалникот, ќе се прави исклучиво од природни материјали, значи дрво и камен, затоа што е покрај самиот канал, но и покрај оваа патека уште две се изработуваат во моментов и од каде што ќе може навистина да се гледа и езерото и стариот дел на градот и навистина да се диши чист воздух. Едната патека е од Кошишта до Лабино, а другата е од Канео до Далјан. Значи овие се патеките кои што и во моментов ги користат охриѓани, а сега веќе кога ќе бидат средени, добро осветлени и со клупи, оние кои што ќе ги користат ќе можат и да одмараат во текот на пешачењето, ќе бидат уште поатрактивни. Предлагам во моментов да го погледнеме прилогот кој што го подготвивме токму на оваа тема. Новоизградената пешачка патека од каналот Студенчишта до Парк ги оправдува вложените средства. Секојдневно истата е користена од граѓаните за рекреација. Така беше и денеска кога голем број охриѓани и гости го искористија јануарското сонце да прошетаат на овој дел од езерото. Па и време беше да се дотерат вака убаво. Често ја користите? Почесто ја користиме и гледаме и користеното граѓаниве. Супер. Многу ни се допаѓа. Често ја користите? Па да ти кажам, кога сме слободни, си врвиме тука, си ја користиме. И добро е за бицикливе, да не одат по патишта на кај има автомобили. Супер е, иначе и вака, малце за релаксација. Супер ми се доваќа овде, супер, одлично. Често ја користите? Да, често, да. Пролет, зиме, лето, викенд, увек. Ja. Инаку вака е добро. Често ја користите? Јас сум стружанец, само и доаѓам овде и така. Е користиме и доаѓаме на излет вака со сопругата. Истите резултати се очекува да ги постигне и патеката која се гради до Билјанини извори, која според најавите од локалната ќе биде доста атрактивна и ќе представува нова понуда на градот за туристите. Наскоро се очекува да биде завршена и пешачката патека покрај каналот Студенчишта до Билјанини извори. Истата ќе биде изградена од природен материјал и ќе представува збогатување на туристичката понуда на градот Охрид. Вистинска атракција ќе представуваат и двете рекреативни патеки кои се градат во стариот дел на градот и кој ќе ги поврза населбите Кошишта, Лабино, Канео и Далјан. Очекувам на почеток на другата година, некаде до крајот на јануар, да заврши исто така многу атрактивната пешачка патека која почнува од Кошишта, оди по северната страна на Охридското калје, се спушта еден крак према Лабино и еден крак продолжува према Канео, која што исто така е многу атрактивна, се наоѓа во мощна живописна природа со одлични пейсажи и погледи кон езерото и кон другиот дел на градот Охрид, односно западната страна на градот Охрид, која што ќе буди воздишки не само кај охриѓани, туку и кај гостите и туристите. Градоначалникот Бакрачевски најави дека ваквата пракса на локалната ќе продолжи и во иднина со оглед на позитивниот фидбек кој го имаат од граѓаните. Јас само да напоминам дека веќе во петок имаме една убава бадникова поворка која што дечиња, над 300 дечиња од црквата Свети Ѓорѓија ќе одат до самиот плоштад и ќе пеат бадникови песни. Ова е една убава атракција за сите. Јас верувам дека ќе направиме некое линковско вклучување за во живо да ви доловиме како изгледа сето тоа и како охриѓани го прославуваат Бадник и Божик. Исто така морам во оваа прилика да напоменам дека во Охрид доста се прославува и православна Нова година или Василица, а најмногу во секој случај се прославува Богојавление или Водици кога се осветуваат езерските води. Така да очекуваме во јануари да имаме доста туристи затоа што во секој случај многу убаво ја започнавме годинава со многу гости, со 100% исполнети хотелски капацитети и приватно сместување. Се надеваме искрено дека и цела година ќе ни биде ваква.